легендата на нашето новинарство, хроничарот на Мареш, на Пијанец, поет, писател, сопруг, дедо, швалер, кој имал помалку години сега. И кратко глумец. И кратко глумец. Пилото имат за тоа евиденција, јас сум ја заборавил. Манески ќе прочита дел од рецензијата за романот Петра, поговорот за романот Петра, кој го правеше нашиот познат писател Милован Стефановски, кој воедно беше и промотор на романот Петра во Делчево. Манески, повед. Благодарам. Драги пријатели, ние сме сепак на една комеморативна промоција. Јас со Павлинка имав добри релации, во онаа време не поврзуваше и некаква трговија. Ние во Цработивиште имавме продавница, тие имаа на Милково брдо, на Старо Делчево таму, и понекогаш така се услужувавме, разменувавме и стоки, ово. Но најмногу не поврзуваше мене и Миле и творештвото, своевремено емисијата за хумор и сатира на Радио Делчево, кога јас таму бев главениот говорен уредник, а Миле беше мој соработник. Од тогаш до ден денеска ние другаруваме, по некој пат не се сложуваме со се, но воедно се сложуваме дека ние сме сите и менливи, и минливи, ама останува тоа што е напишано. А што напишал во поговорот на романот Петра нашиот драг пријател од кичевско потекло Милован Стефановски? Сместено во релативно краткотрајна временска одсечка, од 2 и некој ден повеќе од 3 месеци, со рамномерен товар врз 4 носечки лика Петра, Ирина, Коста и Огнен, и соопштено безмалку преку праволиниски тек, действието на романот без остаток и опфаќа животната приказна на младата девојка Петра, која штотуку зачекорува по непредвидливите и неочекувани серпентини на животната врвица, истовремено вкусувајќи ги првите горчливи голтки животно искуство. Авторката Павлинка Ѓорѓиевска, без непотребни експериментирања, користејќи традиционална, веќе испробана матрица, од првата до последната страница на ракописот, директно се зафаќа со расветлување на душевните бранувања на кревката и животно неопитна млада девојка по име Петра, која уште од раѓањето, не по своја вина, е втурната во челуста на животот и принудена да го изодува по тешкиот пат, за да стигне до порамните и со самото тоа евентуално поспокојни животни исходишта. Благодарам на Манески. А сега Оливија еден краток пасус од романот Петра. Ти, Петра ли беше? Петра застана речиси се в камени. Да ја удреше гром во ова есенско утро, помалку ќе се изненадеше. Снагата е истрапна, а во главата почувствува тресок како некој сочекан да ја удри. Мене ли ме викна? Што сака од мене? Никогаш досега таа ми се нема обратено. Мора нешто да сум сгрешила. Овие прашања за миг поминаа низ главата. Беа причина срцето од возбуда, со страв, силно да ја удира во градите, а нешто како со клешти да ја зграбчи за вратот, па успеа со голем напор да изговори. Да, јас сум Петра. И само толку, застана. Речиси се вкопа в место, а нешто непознато, нејасно и страшно се згрутчи и се свитка во незините гради. Наликуваше на мало, безпомошно глувче,
покрај кое поминува змија, кое се парализирало од страв, но кое сепак се надева дека таа ќе помине покрај него и нема да го забележи, за потоа да продолжи понатаму. Веднаш оди во канцеларијата на директорот, рече жената, покажувајќи со очите кон просторијата на која со големи букви пишуваше директор. Петра се уште беше во кожата на глувчето, па не можеше ниту да се придвижи, ниту глас да пушти. И тоа траеше се додека во ребрата не почувствува краткотрајна остра болка, од која се сепна збунето гледајќи во Азра. Отпост се свати дека токму таа ја беше удрила. Петра само стоеше пред неа, гледаше и ништо не можеше да разбере. Ајде, оди. Петра, што чекаш? Оди да не те чека директорот. Знаеш каков е кога ќе се налути, рече Азра, оттурнувајќи ја по канцеларијата, а самата со брзи чекори кои не беа својствени за неа се оддалечи од Петра, губејќи се зад вратата од трпезаријата. Другото мислам дека сте го прочитали. Јас мислам дека и едниот, ако не и двата, едниот роман сигурно ќе беше довршен за животот на Павлинка, но се случи така литературно морам да го кажам една трагедија. Павлинка ги имаше и романот Петра и романот Алтан, напишано некаде околу преку 300 страни и требаше да се врши втората обработка, кога по една грешка и двата ги избриша од фолдери од лаптопот и потоа јас не верував дека ќе продолжи да пишува, потоа таа смогна сили и повторно почна да ги пишува и едниот и другиот роман. Во ракопис остави уште два романи, но тие се доста кратки и тие сигурно нема да ги издаваме. Исто така, јас и Милован Степановски долго разговаравме на тема на Петра и Алтан, дали да продолжиме во онај стил во кој Павлинка ги пишуваше и Петра и Алтан во Тунелот, приведејќи јас ја знаев целата приказна, романите беа завршени, јас ја знаев целата приказна, но подоцна со Милован Степановски одлучиме романите да ги издадеме онака како што ги оставила Павлинка. Се разбира со оние мали технички корекции и лекторски корекции кои ги изврши Милован Степановски. Голема благодарност лектор на првиот роман во Тунелот беше Даниела Тачева, додека Петра и Алтан ги средуваме јас и Милован, а лекторскиот дел падна на терет на Милован, додека техничката обработка, крајната техничка обработка на првиот роман беше на Никола Симовски, додека вториот и третиот јас ги работев, но предвидејќи почнав да работам антологијата на европски афоризам, трагачи по парадокси, голем дел од техничкиот дел на книгата заврши Христина Делецка, за што су и благодарен. И се сакам со еден мал инсерт во интерпретација на Васил Маневски да го представим на романот Алтан. Благодарам. Алтан е роман што се чита во еден здив. Примерокот што Миле ми го подари, го прочитав, го однесов дома во Тработивиште и денеска, кога барав да изведам еден изведок, книгата ја немаше дома. Мојата сопруга Цветанка ја прочитала, ја дала на некоја и пријателка таму Даневска Павлина, Павлина ја дала на Донка, романот кружи низ Тработивиште и се чита. Но сепак се снајдов и ова нова технологија по компјутерите овозможи, најдов еден изведок што сега ќе ви го прочитам, кој мислам дека многу убаво го илустрира и содржината и действието на овој несекојдневен роман, кој ве поканувам да го прочитате. Иако речиси беше неподвижен и телото му беше фатено, старецот сепак со едната рака успеа
да се подпре на постелата и да се подкрене 10 сантиметри. На устата му изби бела пена, како на разулавена река, која со сета жестоко удира по бреговите, плискајќи ја околната трева, што очајно се бореше да се одржи на земјата, што се лизгаше. Се бореше за она малку живот што безмилосно истекуваше од него, а зборовите кркореа како заглавени во неговото грло. Слушни ме, Керим, златото е во Македонија. Половина го зел татко ми со себе кога дошле тука, а другата половина е закопана таму, во Македонија. Со секој нареден збор, паузата меѓу зборовите беше се поголема, а очите му најекуваа на две затемнети стакла. Од градите се слушаше гргорење на притиснатиот воздух и Керем се приближи уште повеќе кон него. Слушна. Онаму во сефот се ти е запишано. Имаш и карта. Оди таму и донеси ја. Знаеш и македонски за толку колку да се снајдеш. Те учев кога беше мал. Сега знаеш се. Тоа е наше злато. Оди и донеси го. Јас заминав. Само што го рече тоа, падна во постелата, ја згрчи ногата кон себе, ја испружи и се смири. Дедо, дедо, дедо! Керем скокна од столот, го фати за рамената, го подкрена, но главата на старецот падна настрана, ослободена од животот во неа. Благодарам. Накратко фабулата за овој најнов роман кој излезе сега Алтан, една богата турска фамилија, чии предци живееле во Македонија, предадено на Керим, бил тука Ага и прабаба негова е македонка. И покрај тоа што на времето тие заминуваат за Турција, дел од благото искриено во Македонија, но и прабаба му успеала на сите деца да им го наметне македонски. Јазник сите деца зборуваат македонски и после банкротирањето на богато турско семејство, единствен спас е да се дојде во Македонија, изборот паѓа по дедо ми на Керем. Тој доаѓа во Македонија да го бара скриеното благо. Јас, пред да се избрише романот, од прилика беше цел завршен. Ја знам целата приказна за романот, но да не ви ја откривам. Керим доаѓа во Македонија, тука се запознава со Анѓа. Меѓу нив се ствара љубов, но Анѓа е далечен предок на неговата прабаба, исто така македонка. За импресите од романот, прибидејќи Лидија го прочитала и ме прашуваше дали другите го читале, дел од импресите за романот ќе ви каже Лидија. Докторе, сакаш ли нешто да кажеш? Не. Пошто ти ја познаваше Павлинка, па и мислам дека и таа го поклони први, мисла ти го даде првиот роман во тунелот, така беше? Да. Нешто. Исто само поклони зборови за Павлинка. Се сеќам многу добро, прекрасен човек. Не како пациент, како човек. Тоа без зборови.
Благодарам. Кирчо беше сведок и на промоцијата на во тунелот. Кирчо беше исто така сведок на Петра. Меѓу другото направи прекрасни написи земни и за другиот роман. Нешто Кирчо? Она Лидија што го кажа од првата промоција во тунелот, значи прилично за мене, така, као помлад човек, доста потресно делуваше целата таа промоција. Дури се сеќаваме сега и солзи паднаа на некој начин. Слична беше ова атмосферата на втората промоција на Петра. Убаво се сеќавам, значи на двете промоции. Имам и видеозапис од истите. Тоа е моменти кои што, како се вика, кај мене оставија длабок белек, печат за човек кој што направил нешто, преку кој што се рефлектирал врз другите луѓе во околината во која што живеел и творел. Меѓутоа, уште повеќе нејзините дела се дела кои што отсликуваат една универзална човечка карактеристика, вредности кои што тежнеат без разлика во кое општество, во која околина, во која држава, значи тоа се универзални вредности кои што треба да бидат афирмирани. Друг проблем е што не се афирмирани, меѓутоа еве преку едни вакви промоции, настани, истите можат да бидат промовирани и секако и во иднина, она што еве јас како моја лична цел сум си го задал е промоцијата токму на овие вредности и токму на овие луѓе кои што на некој начин креираат такви вредности. Толку ми може. Фала, Кирчо, благодарам за се што си сторил за литературата, како промотор на литературата. Навистина голема благодарност му должиме сите на Валери Спасевски, кој е вечер Сонос, кој навистина никогаш не штади зборови, па дури пишува повеќе од колку што треба само да ги рекламира Дучевските автори. Би кажале нешто еве за Павлинка, имаше еден настан во училиштето Свети Климент Охридски заедно со Лидија. Тоа што ми остави впечаток во тој момент, децата беа заинтересирани, тивка жена која тоа што го прочита пред децата се гледа дека уживаше во самата дружба со нив. Така да кратко ја знам, меѓутоа од тоа малку што ја знам ми остави впечаток на силна личност. Благодарим. Мене не ми оставаше впечаток на силна личност, бидејќи не пиев и не пробав ниту една оклагијална во животот. Пред кратко време, односно лани, излезе една книга "Творам постојам". Во неја е застапено со исечоци од романите Павлинка, застапена и Наташа, нашата ќерка, која исто така пишува хумор, сатира и е дипломиран новинар, а застапен со ја. И јас сега така малку правам реклама на Фейсбук и напишав Династија Ѓорѓиевски и ставам исечоци од книгата на Фейсбук и по некое време гледам во инбокс ми пишуваат, не се сеќавам како се викаше, една госпоѓа и вика, ако може 5 примероци за мене и за некои пријателки нејзини од книгата Династија Ѓорѓиевски. Јас се најдов во небрано и нема што да ја кажа, се ми напишав, за жал сите примероци се продадени, но никогаш немат совршена лага, како што немат совршено злосторство, а по неколку дена ми се јавила ќерка ми Наташа, истата таа била бугарка, а па женска на еден пријател на Златко и на Наташа и биле нагости на кафе кај ми и рекла, Нате, те мола следниот пат кој ќе се печати Династија Ѓорѓиевски да ми обезбедите повеќе пари. Јас сум навистина среќен што ја познав Павлинка, со неја поминав 33 години, доста од моите дела, од моите книги, од моите афоризми го носат нејзиниот печат, доста од моите драми исто го носат нејзиниот печат. Со неја долго во ноќите сме разговарали за моето творештво, но и за нејзиното. Имало некогаш и капи
до немајкаде за некои решенија во некои книги, нарочито големи кав ги имавме за некои решенија во романот во тунелот, некогаш јас попуштав, некогаш таа попушташе, но на крај сепак излагаше понезино, предвидејќи таа си автори, секако дека таа треба да го каже завршниот збор. Јас се надевам дека сега засега има 2 внуци, дај Боже да има повеќе, мисля повеќе внуци, јас знаа една, да стане една. Јас се надевам дека некој од моите внуци ќе продолжи по мојот пат или по патот на Павлинка. Не им посакувам по патот на Наташа, ти е мрзлива. Не сака да си собере оно што има напишено во неколку книги. Јас се надевам дека еден ден нашите внуци ќе не наследат, ќе продолжат да пишуваат. Јас кога почина Павлинка, знаеш, луѓе кога нешто ќе му се случи Лидија на некој обичен човек и го е толку утепан, викат ќе се замонаша. Јас се определив да се за литература. И од тога многу ми е мило што не само што издадовме доста мои книги, доста книги, ги издадовме и сите книги на Павлинка, издадовме сигурно десетици и десетици книги на други автори, помогнавме во техничко уредување, помогнавме во печатење на книгите, во маркетингот на книгите, и јас се надевам дека, не се надевам, туку и сигурно ќе продолжиме по тој пат, не само за добро на литературата, предвидејќи Павлинка наистина беше заробена во канџите на